јас сум Кика Авира и во оваа серија на видеа зборуваме за самодовербата, за тоа што е самодоверба, како да добиете поголема самодоверба и така натака. Во ова видео сакам да зборуваме повеќе за што всушност е самодовербата. Самодовербата не се гледа според тоа кој е колку гласен и кој ќе излезе надвор со колку луѓе може да направи муабет или колку е екстравертен или не знам колку се слика за на Инстаграм или не знам што. Значи самодовербата нема никаква врска со екстравертноста и слично. Самодовербата во суштина е она гласчето кое што го имате во главата. Значи, кога зборувате со себе си, како зборувате со себе си. Оној внатрешен диалог, дали е позитивен или негативен. Сите го имаме тоа гласче во глава и не зависи од тоа дали сме луди или не. Сите го имаме гласчето во глава и е битно дали тоа гласче е позитивно или е негативно. Значи, јас кога зборувам со самата себе си, дали си викам, Кика мори, каква си грда си, глупа си, ваква си, таква си, неспособна си, или си викам, Кика, добра си бе, таман си, паметна си, можеш, ајде пробај, заедно ќе пробаме, ќе успееме. Значи, тоа гласче всушност е дел од вас и тоа е како вие се однесувате со самите себе си, како зборувате со самите себе си. Дали разговарате поинаку со самите себе си од што би разговарале со вашата најдобра другарка? Дали работите кои што си ги кажувате себе си, некогаш би ги кажале на недобрата другарка, на сестра ти, на мајка ти? Дали би рекле на другарката, мори глупачо една, каква си грда си, или на мајка ти, дали би го кажале тоа? Не, така, веројатно не. Најголемиот дел од луѓето не би го кажале тоа. Меѓутоа си го кажуваме самите на себе си. Така, грда си, глупа си, не можеш ти тоа да го направиш. Ако ние самите разговараме со себе си на таков начин и се перцепираме себе си така негативно, не можеме да очекуваме дека ќе прифатиме дека другите не перцепираат така. Значи, јас ако мислам за себе си дека сум грда, глупа, ваква, таква, ќе претпоставам дека и сите други ме гледаат така. Нели? Ако јас немам убаво мислење за себе, ќе претпоставувам дека сите други немаат убаво мислење за себе. И тука влегува на сцена самодовербата. Нема да имам самодоверба затоа што мислам дека сите мислат дека јас сум глупа. А уствари тоа не е точно. Јас мислам дека јас сум глупа, па затоа мислам дека и другите мислат дека сум глупа. Мислам дека се разбира од прилика. Колку повеќе време поминам со самата себе си и колку повеќе се запознаам самата себе си, толку повеќе ќе знам кои се моите квалитети. И колку повеќе ги знам своите квалитети и знам колку вредам, толку повеќе самодоверба ќе имам, затоа што ќе знам дека и другите луѓе, веројатно некои од другите луѓе ја приметуваат мојата вредност. Така? Значи, ако некој ми каже, ти си глупа, јас, ако се знам себе си, ќе си речам, овој не е во право, јас знам дека не сум глупава, тој може да се збори што сака, колку сака. Од ова видео, она што сакам да го научите и примените, е да го фаќате негативниот говор кој што го имате во главата. Многу често, кога се зборува за самодоверба, ќе слушнете нешто што се вика афирмативни реченици или позитивни афирмации. Што се тие всушност? Тие се едни реченици кои што многу често звучат смешно. Јас никогаш не сум ги правела директно така. Меѓутоа, оние реченици кои што се јас сум убава, јас сум паметна, јас можам, јас не знам, сум способна, јас имам вакви вредности. Всушност, кажувајќи ги овие афирмации, вие што правите? Му кажувате на внатрешниот говор, на тој внатре гласот што го слушате, како
да се однесува и како да зборува со вас. Го учите што да кажува. Што е одлична во суштина вежба за оние кои што сакаат да го прават. Една модификација која што јас сум ја користела е следната. Најдете 3 работи минимум кои што се специјално за вас. Значи не афирмации кои што ќе ги прочитаме од книга, туку најдете 3 вредности кои што ги имате вие, позитивни вредности, кои што можете да си ги кажете во моментите кога ќе се фатите дека размислувате негативно за себе си. Значи, најдете 3 работи, тие работи, позитивни работи можат да бидат најразлични. Значи, може да бидат поврзани со вашата кариера, со тоа какви skills имате, со тоа како изгледате, или јас сум добра другарка, јас сум добра мајка, сестра, девојка, добра личност сум, сакам да им помагам на другите. Може да бидат најразлични работи, 3 позитивни работи, да почнеме со 3, кои што наредниот пат, кога ќе се фатите, значи размислувајте на тоа дека треба да се фатите кога ќе почнете да размислувате лошо за себе. Во моментот кога ќе се фатите дека имате лоши мисли за себе, кога ќе си речете грда си, глупа си, ваква си, таква си, во тој момент почнете, свртате го филмот и почнете да си ги кажувате другиве работи. Да, може би мојот нос е малку поголем, имам малку поголеми уши или шо и да е, може би нема бива за историја, ама за математика ме бива. Или ги имам овие и овие вредности и покрај тоа што може би ги немам овие и овие вредности. Значи, од ова видео за домашна имате да најдете 3 позитивни работи кои што ќе почнете да си ги кажувате за да го свртите филмот и наместо негативни работи да почнете да си кажувате позитивни работи и да почнете да учите да се сакате себе си и да зборувате убаво на самата себе си. Тоа се за ова видео, стиснете subscribe и звончето за да можете да добиете нотификација кога нареден пат ќе објавам видео и се гледаме во наредното видео. Чао, чао!